Одговорност од судската власт и најстрога затворска казна за 20-годишниот Васил Јованов, кој ја прегази младата дизајнерка од Неготино, побараа граѓаните на протестот што се одржа на пешачкиот премин кај Универзална сала. Граѓаните се гневни бидејќи на Јованов му е судено за дрога, но наместо затвор му е пресудено со воспитна мерка. Човечкиот живот не се враќа со врски, ова е убиство, а не трагедија. Силни пораки испратија граѓаните до судиите и гонителите на прогонот во државава. Со солзи во очите голем број на граѓани стоеа во редици и положија цвеќиња и свеќи за младиот згаснат живот на Фросина Кулакова. Судиите, аман луѓе, пресудете веќе, немој веќе вакви работи да се случуваат, отиде толку млад живот. Зошто отиде? Зошто не беше осуден? Тоа дете не ми е јасно. Прашањето е дали ова може да се спречи. Се може да се спречи пред време доколку не се користат нормално врските. Треба тој што го пратил, што го осудил, да се одговара за стореното дело. Така и ова. Без разлика што е татко му, како е, што е, како е, зашто. Ова минимум 50 години затвор да не може да излезе. Од пешачкиот премин кај Универзална сала граѓаните се упатија кон собранието и кривичниот суд. Најпрво сакаа да се упатат во Скопско влае, пред куќата на родителите на возачот Јованов, но сепак се одлучија за протест пред институциите. По завршување на протестот, кривичниот суд се огласи со соопштение. На судот не му е јасно зошто јавноста ги поврзува случајот во кој Васил е пуштен од притвор со смртоносното прегазување на Фросина. На 31.7.2024 година Јованов бил првостепено осуден по кој постапувала судијата Даниела Алексовска Стојановска и тоа за две кривични дела: неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и психотропни супстанции, со која пресуда заради неговата возраст со неполни 20 години во согласно одредбите од Законот за правата на децата, судот му изрекол воспитна мерка. Средата што измина беше кобна за Фросина Кулакова. 15 на минути пред полноќ на семафорот кај Силбо, младата дизајнерка од Неготино тргнала на зелено преку пешачкиот премин од Универзална кон пекарата. Васил Јованов, пијан и без возачка дозвола, летал со 130 км на час, не застанал на црвено. Ударот во левата страна на Пежото 207 што го возал 20-годишниот Јованов бил смртоносен за 22-годишната дизајнерка. На Јованов ова не му е прв пат да има судири со законот. Лани во март против него е покрената истрага за неовластено производство и дилање на дрога. На 2 април тој е лишен од слобода и е сместен во истражниот затвор Шутка. 2 месеци трае истрагата против него и за цело време тој е во притвор. Крајот на мај е поднесено обвинение против него и притворот му е проложен. Јованов ќе беше во притвор ако судиката Даниела Стојановска Алексиевска од Кривичниот суд во Скопје го осуди за дрога наместо да го упати во воспитно поправен дом. Со пресудата укинат му е притворот и тој од август 2024 е на слобода. Обвинителството се жалело на воспитната мерка во септември и случајот е се уште на одлучување во Скопска апелација.